Како се информирате и како медиуми користите? Најчесто сите медиуми што ви се на располагање. Најчесто се онлайн медиуми, пошто не сум нешто многу по телевизијата, меѓутоа онлайн медиумите најчесто гледам да ги прочитам и од двете табори, пошто знам дека има медиуми од едниот табор и од другиот табор. Па не знам, преку социјалните мрежи, интернет страните. Вести слабо гледам. Да. Вестници исто. Дали им верувате? Па зависи. Не 100%, нешто да, нешто. Но сигурно проверувате. Да. Проверувате информациите. Да. Авторите кои ги пишуваат статиите? Авторите не ги проверувам. Да. Телевизија, веб портали и многу малку пишани медиуми. Значи тоа Facebook, интернет портали, така натаму. Па најчесто не ги проверувам авторите, меѓутоа информациите, не верувам на сите информации. Па да, се препознава. Зависи и од веста нормално. Готово вие што се за здравје, многу пати има различни. На една страна едно пишува, на друга страна друго. И не можеш целосно да им веруваш. А не знам за други политички исто. Да. Например, еве, што за лажна вест, како би изгледала таа? Дали па валјда по-помпезен е насловот, нешто ударно. Да. Информациите внатре би биле по? Па информациите се штури што немаат врска со насловот. Само за да го отвориш текстот. Немам премногу време да извори да ги проверувам, меѓутоа врз основа на некоја долгогодишно следење на медиумите, имам некој изградено своје мислење, па може да ги познаете лажна да, лажна. Па, реков пак врз основа на искуството. Значи, до сега докажани невистини или вистини. Така, изворот кој што е и порталот кој што до сега излажал многу пати, многу логично дека и сега лаже, така да. Крайно не да спомена тоа што се пишува, бидејќи изгледа секој да може да се отвори веб портал и да пише што става. Зашто новинарите се корумпирани? Истражувам. Ако е нешто битно, прво следам тоа што ме интересира. Значи, авторот го проверувате? Проверувам повеќе извори, проверувам и на Google и на други начини. Ако е нешто толку битно за да го истражам. Ако ме интересира, ќе седнам ќе го истражам до коска. Дали може да препознаете лажна вест? Како? Па пример еве можеби. Па технички не би можел да препознам, освен ако не сум доволно информиран за конкретна област. Знам дека најчесто лажните вести се објавувани на Facebook и се гледаат најчесто преку Facebook. Меѓутоа ја не сум некој кој што верува на вестите кои што ги види, ликовите кои што ги види на Facebook, така да можеби на некој начин би препознал. Пример за лажна вест немам, меѓутоа имам пример за манипулативна вест, исплата на субвенции за земјоделци. Еден медиум кажува секој земјоделец ќе земе по 200 евра субвенција, а друг медиум кажува ќе се поделат 100.000 евра субвенција на 20.000 земјоделци. Да, нешто што се постира по социјалните мрежи. Некој мој близок кој што веќе има постирано изглед некоја вест, јас ја читам и формирам некој своје мислење врз основа на реков искуството. Така, претежно така, а инаку ретко отварам засебни портали, бидејќи има се и се што шу, така да. Може ли да препознаете лажна вест од вистинска? И како? Најчесто се лажни политичките вести, тие што се предмет на пропаганда, сервирани од тајни служби, например, дека тие што се препознаваат лесно, например дека Русија ги лажирала изборите во Америка или да речеме дека земјата е рамна, некои такви финти. Сега за некои подлабоки треба малку подлабоко и да се истражи. Најчесто насловот не е веројатностоен со веста, бидејќи пишуваат неколку провокативни наслови, како што би со да ја отвориш веста и после тоа содржината тотално не соодветства.